Audio Jungle. Audio Jungle. И нормално во тек се кампањата за локални избори 2025 и продолжуваме и ние со серијалот подкасти Ветување или дела за граѓаните. Овој подкаст гостин ми е Петар Спасов, кандидат за градоначелник на општина Ново село од редовите на СДСМ. Спасов, добре дојде во мојот подкаст. Добро ја најдов, благодарам за поканата да бидам дел од вашиот подкаст, со што би ја искористил можноста да се доближам до граѓаните во мојата намера да ја добијам нивната доверба на престојните локални избори. Да, тоа ни е всушност и целта на овој серијал подкасти кој го правиме, за да слушнеме идеи, размислувања, нови, како да кажам, нови начини како вие би ја воделе локалната власт или во општината во која се кандидирате, доколку ја добиете секако довербата на граѓаните. Ние како медиум сме овде да го слушнеме гласот на сите кандидати подеднакво, а на граѓаните останува правото тие да одлучат за кога ќе го дадат својот глас. Спасов на самиот почеток. Бевте градоначелник во општина Ново село 2009-2013, ако не се лажам. Што беше мотивот? Што ве поттикна повторно да се кандидирате 2025? Значи, јас тука сакам да кажам, да, од 2009-2013 година бев градоначелник на општина Ново село и тогаш бев градоначелник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Јас нескромно може да кажам, меѓутоа пред некој ден го видов и отчетот кој ги направил на крајот на мојот мандат 2013 година. Навистина се работи за една обемна книга каде што има една импозантна бројка за инфраструктурни проекти реализирани во мојот мандат и сакам да кажам дека сум оставил еден успешен мандат во тоа време. Ево прилика сакам да кажам дека јас сум Петар Спасов од Мокриво. Работам на рентген оделението во ЈЗ Општа болница Струмица. Добар дел граѓаните ме знаат. Така. И работното место го спомнувам бидејќи тука честопати транзитираат луѓе со здравствени проблеми. Тоа ни е работа, ние стоиме на услуга и не е мала бројката на граѓани од општина Ново село кои доаѓаат. Претежно, значи ме знаат граѓаните, се поздравуваме, си му ветиме и не мала бројка е на граѓани кои во неврзан разговор ајде Петар пак да не бидеш градоначелник, ајде кандидирај се, тоа веќе неколку години наназад. Јас тоа го сватив како желба на граѓаните, не моја лична желба, бидејќи сега мораме политичкиот дел да го спомнеме. Социјалдемократскиот сојуз не котира баш добро. Граѓаните за жал и за локалните избори добар дел од граѓаните се одлучуваат од партија, а не од понуда на кандидат. Меѓутоа јас го прифатив предизвикот, сваќајќи како желба на граѓаните, бидејќи кога се свртев назад да видам вака што се прави во општината и секојдневно се движам низ мојата општина, навистина нескромно можам да кажам дека од 2013 година до денес, мислам дека нема направено толку колку што се изгради и направи од 2009 до 2013 година. И тоа ми предизвик и еден вид како одговор на граѓаните, кој ако ми ја дадат и довербата, ништо ама располага. Так. Овде веднаш би се поврзала со логото кој е на Социјалдемократскиот сојуз, или не е само за вас, се бориме за вашиот дом. Аз мислам дека како? Да. Партијата си остави тоа лого, значи ние не сме имали некој партиски состаноци, сите заедно го правиме логото, тоа најверојатно е оставено како индивидуално, како ќе го сватиш и така треба да биде. Партијата ќе си даде едно лого кое е како еден лајк мотив како кај сите општини и треба да го најдеш логото, да се пронајдеш во логото и тоа да го пренесеш во предизборната кампања. Јас тоа го сваќам дека ние го сваќам како обврска дека сега се сменети приликите, доста инфраструктурно е направено, значи овој мандат треба да се посветиме лично кон граѓаните, кон нивните бака лични проблеми, да влеземе во нивниот дом, да се грижиме за сечи дом. И јас лично, бидејќи доаѓам од општина Ново село која
според тебе на неколку медиуми излегува дека е една од најиселените општини. Да, и тоа ќе го Така дискутираме. тоа се иселеници кои оставиле прекрасни импозантни градби како нивни домови кои ги прават со тешко заработените средства во странство. Нивните домови се тука и ние кај јас како градоначелник и кај општинска локална власт треба да се грижиме за нивниот имот, за нивните домови. Меѓутоа треба да не води желбата да пробаме да ги вратиме тие луѓе тука, па тие да си ја превземат грижата за својот дом. Така некако јас си го доживам логот како обврска да ги чуваме и тие домови и да направиме се да ги вратиме нашите сограѓани кои можеби од лошите политики ја напуштиле оваа држава. Да се надеваме дека ќе има успех, затоа што дефинитивно поразителна е бројката за луѓето кои се иселуваат генерално од нашиот крај, но мислам дека прочитав во еден новинарска статија дека во Ново село е најселеното подрачје од овој регион. Кажете ми, да, ќе дискутираме за тоа подоцна кои се проблеми би биле приоритет нели за решавање доколку вие ја добиете довербата. Сакам на почетокот малку повеќе да ги запознаеме луѓето со тебе како личност, нели? По кои принципи се водиш во животот генерално и што е она што може да се пренесе нели и преку водењето на локалната политика? Тоа се општи човечки принципи кои треба да карактеризираат пред се како човек кој не знае да излажи, човек кој знае да сослуша и пред се како човек кој знае да помогне. Меѓутоа како човек кој треба да има визија. Моите принципи сум ги покажал како на професионален план на работното место, меѓутоа и како градоначелник еден период и мислам дека граѓаните ќе знаат да ги препознаат принципите на човечност, истреност, визионерство и достапност. Ние кога се нафаќаме на јавните функции, основно кои го барат граѓаните од нас да им бидеш достапен. Не секој проблем на граѓаните можеш да го решиш. Некој пат значи не е во твој дом, некој пат немаме средства, некој пат нема услови. Меѓутоа човечки е да го примиш, да го ислушаш граѓанинот, да соживееш со проблемот на граѓаните. Господине Спасов, се враќам повторно на периодот кога вие бевте градоначелник 2009-2013. Како функционираше тогаш Спасов како градоначелник? Дали овие принципи човечност и достапност ги имаше во секој момент со граѓаните? Токму така, во тој мандат ние бевме прва рурална општина која го отворивме телефонскиот број. Тогаш немаше толку мобилни телефони. Телефонскиот број за комуникација на граѓаните, познатиот систем 148, значи да се јават граѓаните, да ги изслушаш и за 148 за 48 часа да пробаш да им го да се реши проблемот. Речи сите градоначалници имаат приемен ден за странки, тоа е еден ден во месецот или еден ден во неделата. Јас тогаш како градоначелник на општина Ново село, познавајќи ги приликите, реков дека кај мене секој ден е отворен за граѓаните. Не можеме ние да имаме толку проблеми, толку обврски, да не може да примеш, сепак се работи за помали општини и така сакам да кажам во тој дел бевме транспарентни, достапни, често пати бидејќи се работи за општина во која доминира постарото население, телефонски се јави некој човек од некој подалечно населено место со некој проблем, јас сум знаел да го запалам автомобилот, да му дојдам дома, да го прашам што е проблемот. На таков некој начин функционира и тоа остана запаметено и препознаено од граѓаните. Сепак да, помало општина, нели? Општина во која сите се знаеме, да. Во која сите се знаат. Сега спомна проблеми, нели, кои ги пријавуваат, пак ќе кажам, еве, локалните избори се за отприлика 2 недели, ја добивате довербата на граѓаните и кој ќе биде првиот проблем на кој вие ќе алармирате и ќе настојувате да се реши во општина Ново село? Што е она најбитно во моментот, според вас? Тоа е индивидуално секој што ќе го свати како проблем, што наследил, што ќе добие, меѓутоа јас мислам дека генерален проблем во моментот во нашата држава е загадувањето на животната средина и огромните купишта со ѓубре. Значи, тоа е генерално кој во цела држава се случува, не е исклучено општина Ново село, тоа е во средит со граѓаните, кога гледам дека пред се треба да обратиме внимание, значи да ја подобриме животната средина и да ги собереме, да ставиме каков можеме барем ред во стопанисувањето со. И сега конкретни идеи кои би биле за вас за да се подобри, еве, да немаме отпадоци по улиците како што гледаме, нели, секојдневно и
да дишеме чист воздух, како што знаеме сите да кажем. Мора се борат за тоа. Мора се почне со средби со граѓаните, каде ќе поработиме на свеста, иако морам да признам дека свеста е на доста повисоко ниво кај граѓаните веќе, бидејќи стана нивен проблем. Значи во почетокот може би беше проблем на општината и ресурсите на општината да го соберат, меѓутоа кога веќе општината не може да одговори, станува и личен проблем на граѓаните и тие веќе се спремни да се работуваат со нас. Сега значи доаѓа општината како да им одговори, тоа значи подобрување на квалитетот и механизацијата на комуналните предпријатија, се со цел подобра организираност. Може би се заговара, значи доколку немаме капацитет да се испита можности за некои јавни приватни партнерства, дојде некоја фирма која може да стопанисува да имаме сите бенефит, бидејќи основниот бенефит треба да ни биде да имаме чиста околина, а не кој заработува, кој добива. Значи мислам дека треба да бидеме водени од тоа. Сега искрено после 15 години не знам како останали приликите. Гледам дека комуналното предпријатие е во на навистина лоша кондиција, со нерегистрирани возила, со неисправни трактори, па се градат ни за инфраструктурни објекти, например патот до ова општинска депонија се уште не е асфалтиран, значи општинското комунално предпријатие е во лоша состојба и мораме да почнеме од тука, да најдеме средства за подобрување на капацитетот и квалитетот на комуналното предпријатие и после ќе пристапиме кон сите. Имам визија за тоа, го имам во програмата, тоа е еден од приоритетните проблеми. И кога сум кај животната средина, сакам да кажам дека мораме се насочиме сите кон борбата за отварањето на рудникот Тиловица. На територијата на општина Ново село веќе има проблеми каде што граѓаните протестираат околу изграда на еден објект кој е регистриран како топилница. И значи тоа е дел. Каде е постапката со овој објект? Видов пред некој ден на твојот Facebook профил имаше статус околу тоа. До каде е постапката и кој е конкретно вашиот став за тоа? Постапката, постапка во делот на документација, дозволи, изградби, не ја знае никој, бидејќи имаше тука еколошко здружение кое е расширено на територијата на цела Срумичка. Така. Цел Срумички регион. Познатата здрава котлина. И тие ги бара информацијата од градоначалникот, протестира, имаше еден протест како што беше со како ја погребува од природата, значи ги бараа документите кои се документи од јавен карактер, меѓутоа никој не ги доби. Актуелниот градоначалник од кои причини ги крие тоа сепак информација од јавен карактер, така да не знаеме што се гради, до каде е постапката, а на терен се гради. Веќе едната хала е готова, другата хала е во тек на изградба, значи јас си превзема како врска барем да дојдеме да видиме дали се работи за објект кој е загадува средината, сите елементи на што ги слушаме од граѓаните се работи за некоја топилница кој ќе увезува отпад и ќе прави одливци. Блиско е реката, блиско е изворот за вода за пиење за Ново село, на самиот пат кон познатиот локалитет Смоларски водопад, значи една нестрекно изберана локација. Треба се заложиме чисто барем да им дадеме на граѓаните јасен увид со што сме соочени. Тоа ќе биде во делот на животното. Дали се законски и коректно да се тоа треба, значи, функционира таму. Тоа ќе биде. Помнавте и рудниците. Знаеме дека повеќе време или подолг временски период се протестира да не се изградат рудниците, но од друга страна не сме доволно ние како граѓани пред се информирани исто така до каде е постапката и дали воопшто ќе има рудници. Кој е вашиот став по тоа? Мојот личен став дека јас сум против изградбата на рудник на Иловица. Не сум експерт по таа тема, но сум на страната на поголемиот број на граѓаните, бидејќи сепак поголемиот број на граѓаните се против изградбата на тој рудник. И јас сакам да кажам дека доколку ја добиам довербата од граѓаните, како градоначалник нема да потпишам нити еден документ со кој би овозможил отварање на рудникот Иловица. Така. Неспорно е да се каже дека сите овие причини, загадувањето и нездравиот воздух за дишење, се една од клучните причини за иселување на граѓаните, јас би рекла, покрај економскиот фактор, и социјалниот и се. Кажавме и на самиот почеток дека општина Ново село во 2024 прочитав новинарска статија, скоро 57% од основците, младите деца се иселени од општина Ново село. Поразителен факт,
дека во општината се иселуваат масовно граѓаните. Што по тој основ? Што ќе преземете вие како градоначалник, доколку ја добиете довербата? Може ли нешто да се направи по тоа прашање? Тоа е прво дека е вистина. Тоа би било една Дон Кихотска борба на еден градоначалник да може да направи некој позначаен чекор да ги врати оние кои ја напуштили државата, бидејќи се работи, значи сепак се работи за и голема бројка и Тоа претпоставам се иселуваат цела фамилија. така е. Сега гледаме податоци за основците, нели, учениците, но се иселени заедно со родителите. Така е, значи податоците, значи овие статистики велат дека јас прочитав некаде, значи општина Ново село е прва кога тоа беше околу 1 септември, прва општина по намален број на ученици, значи скоро за 70% е намален бројот на ученици во општина Ново село, значи го држиме неславното прво место. Ако не се лажам, имаше еден наслов исто дека во Колешино, од Колешино до Мокрино нема ниту едно прваче. Така е, и за компарација, не би сакал се враќам во моето време кога во една паралелка имаше 30 ученици, ќе се вратам во мојот мандат и тогаш имавме поразителни информации по тоа прашање, меѓутоа ете се сеќавам јас како градоначалник имав една објава дека во селото Колешино 2010 година беше, во селото Колешино има 4 првачиња, а во Италија имаше 5 првачиња од Колешино. Ама сепак добра слика било барем 4 првачиња имало од Колешино во Колешино, а 5 во Италија, да кажем, во една пијаченца. Сега не само во Колешино, немаме од Мокрино до Колешино, од сите населени места, бидејќи тоа е централното основно училиште во Колешино, 2 подрачни имаме во Мокриево и Мокрино и немаме ниту едно прваче. Тоа е поразителна бројка. Ние како градоначалници знаевме да инвестираме во училиштата, надградба на кабинети, надградба на термофасади, столарија. Јас со гордост можам да кажам дека во мојот мандат се изгради првото соларно училиште на Балканот со поддршка на UNDP, значи го замисливме како училиште кој имаш сега овие фотоволтаици се општо експлоатирана тема, тогаш беа како табу тема, нешто како што треба да се случи во иднина, ние го направивме тогаш, прво соларно училиште, вградивме фотоволтаични панели на кровот на училиштето и така беше доста интересно. Не сечивме лента на училиште, го сечивме кабелот кој донесува електрична енергија. И сега тоа го спомнувам да кажам, значи каква визија сме имали за училиштето и сега замисли се. Но кога нема првачиња, се тоа е. Сега соочуваме се со што треба да правиме по тој проблем. Бројот на намалување на населението се гледа исто во и политичкиот дел на нашето живење. Општина Ново село до оваа година е сега советот во заминување број 15 советници, согласно статистичкиот податок од последниот попис спрема бројот на жители, сега веќе ние треба да имаме 11 советници. Значи одиме така вртоглаво брзина одиме надолу. Делот на прашањето што би направиле како градоначалник, како што кажав, ние сме барем тие што останаа да не се иселат. Јас за мојата визија ние да пробаме да направиме едно добро место за живење. Некој, значи тие што се тука да им направиме услови барем да останат, значи ако родителите ги напуштат своите домови пред се за да животот на своите деца. Значи ако немаме добро образование, немаме спортски терени каде би играле, немаме инфраструктура, немаме каче каде може да се едуцират тие деца. Друг поразителен факт е, имавме барем еден период кога се враќа пензионерите да се истошат од западноевропските земји, сега и тие нешто се разочарани од здравство, разочарани тоа што го спомнавме, значи од купишта ѓубре од несредна држава и тие не се враќаат. И тие веќе имаме податок кој лично мене ме загрижува дека и тие не гледат да се вратат. И тука пак би се надобар за оваа борбата против рудникот, сакам да кажам зошто мислам дека треба сум против рудникот, без разлика колку ќе се заработува, дали некој гледа како бизнис инвестиција. Јас гледам дека некој граѓанин кој веќе во странство во некоја дилема дека би се вратил, него би го вратил некоја сигурност која има тука, сигурноста е во имотот, значи што го има тука, значи
имото да зборувам во имото во земја како земјоделец, бидејќи мислам дека ќе дојде време кога производството на храна е дојдено веќе времето производството Секој сам да си производството прво пред се за себе е доходовен бизнис, значи нема да се врати никој од да кажеме од Швајцарија, од Германија, од Италија за да работи во рудникот. Се врати си го работи од дедом, од татком земјичето, да извади свое парче. Овде ви споменала дека општина Ново село има висок потенцијал за развој на рурален туризам. Беласица е прекрасно место каде може да се развива туризмот. Сепак и покрај големиот потенцијал кој ја нуди ова подрачје, сметам дека не е доволно искористен тој капацитет. Мислам дека Решински водопади, Мокренски се со лошо, водопади. мислам дека е погрешно менеджирање. Еве сега една од причините кои се нафатив да бидам кандидат за градоначалник, мислам дека општина Ново село, која што беше визионерски тргната по пат да биде рурална општина, со која основниот бенефит би го имало од развој на руралниот туризам, користејќи природните убавини, сега почна некоја индустриализација, нешто, земе друг тек кој не е иднина на оваа општина и кој ќе би само ќе допринесе до иселување на она нешто што останало. Јас лично мислам дека тука треба да посветиме внимание. Сум докажал и во мојот претходен мандат дека значи имаше доста инвестиции во делот на овие природни убавини. Еве тука сакам да го спомнам на Смоларскиот водопад со поддршка на центарот на Југоисточен плански регион, каде што 10 општини, 10 градоначалници даваме приоритети на средства, да се доделат средства за регионални проекти. Јас успеав да се наметнам, да ги убедам моите 9 колеги градоначалници во тогашно време, дека како регионален проект, едниот проект беше задојрен за патеката кон Младоја и друг како втор приоритет треба да го направиме, да направиме инвестиција на Смоларски водопад, се со цел да го развиеме тој дел. Да, тоа би привлекло и странски туристи. Овој проект предвидуваше пред платото на почетокот на патеката кон водопадот да се изгради еден угостителски објект кој освен на ресторанскиот дел имаше, значи, овие летниковци каде што 150 луѓе, значи тоа се некои 3 автобуси туристи кои потенцијално можат да имат кои ќе дојдат, значи тоа беше основен проблем. Ние во тогаш зборувавме дека туристи ќе дојдат, ќе ги посетат тие локалитети, бидејќи немаме ние некоја инфраструктура, ќе се вратат назад во Струмица. Значи тоа што треба барем во делот да останат некој ден во општина Ново село, тие се враќаат назад. Воден од таа визија го направив тој ресторант, отпочна со работа, меѓутоа денес гледам дека стана руина, значи не се има визија во тој дел, што мене лично така не ми е логичко зашто тоа да биде. Спомената топилница, значи локацијата на топилница, тука слушам дека има злоупотреба на службена должност во делот на урбаничкото планирање, се дозволува изградба на топилница каде што не дозволува урбаничкиот план. Значи на оваа страна имаше инвеститор кој сакаше да направи некој хотелско сместување, извадил човекот, го купил земјишто, меѓутоа кога го слушнал дека на оваа страна се гледа топилница, едноставно не отпочнал со градба и му се одземе земјишто. Тоа е погрешно водење на сите тие политики. Јас, например, во мојот мандат планирам некако да наметнеме некоја мислење дека па со мали семејни бизнеси мислам дека може да се инвестира, да се дојде некој бенефит од руралниот туризам. Значи сите тие посетители кои доаѓаат до нашите локалитети, нема сместувачки капацитети. Може би беше дури имаше поголем број на граѓани тука, значи бевме водени дека треба се направат некои импозантни хотели, хотелиерство се развива. Меѓутоа јас за компарација на граѓаните ќе се споредам со сите одиме тука барем по неколку дена на грчките плажи, каде одиме во тие апартмани. Зошто да не се направат работилници во кои она млади што останаат тука би се едуцирале дека може да направат по некој, да ги преуредат овие велелепни домови што ги имаме, едно апартманче, значи едно апартманче кое преку сега сите се веќе во електронските медиуми преку може се блокира преку онлайн резервации, значи трошиш многу малку средства, добиваш, значи некој 50 евро за ноќевање можеш да добие. Не си обврзан да му правиш ручек доручек, чисто да му возможиш едно достоинствено преспивање на едно семејство. Треба да работиме, мислам, на тој дел и во тоа ја гледам. Да, Спасов, да бидеме реални, слушаме за многу проекти, идеи, на хартија изгледа се прекрасно, но за жал имплементацијата на тие проекти некако не ја гледаме, нема ништо на
на виделина за реализација и јас пак ќе кажам, навистина е жално такви капацитети, какви што ги има Беласица, нели, од нашата страна, и убавени да не се искористат за развој на туризам. И тоа ќе биде промоција не само за нашиот дел, за цела држава. Порано имам слушнато за студија за Беласица. Тоа беше во рамки на периодот кога вие бевте градоначалник. Што се случи со таа идеја? Токму така, за природните локалитети како што Смоларски водопад, Колешевски водопад, Мокрински извори не ги дал Господ. Во мојот мандат се изгради уште еден туристички локалитет, тоа е познатото Пирго, каде што направивме пристапен пат и тоа заживеа како локалитет. Меѓутоа, јас тогаш има визија дека овие локалитети нема да бидат во иднина одржливи доколку не си ја заштитиме Беласица. Ако ја сечиме шумата, и тоа веќе се случи. За жал тоа се случи. Ова лето, значи, овие водопадите ги гледавме, да го употребуваме медицински израз, анемични со малку вода, бидејќи секнаа многу извори во Беласица како резултат на сечењето. Оние луѓе кои ќе дојдат покрај овие водопадите сакат се проштат низ доколку можат низ природата, се очуваат со ѓубришта, со сечена шума. Јас уште тогаш имам визија дека нешто треба да се направи и на тој план, и соочен со тој предизвик, жртвував некои средства од некои 150.000 евра, место да направам еден инфраструктурен проект во наши услови, во рамките и во тоа време 150.000 евра се правеше еден проект, еден инфраструктурен проект со кој можеш граѓаните ќе те препознаат како добар градоначалник и пак би добил доверба. Меѓутоа јас популистичка мерка. Да, популистичка мерка. Јас одлучив, бидејќи тогаш релација што ги имав со америчката хуманитарна организација UNDP, имав доста блиски контакти, ги замолив, ме излегува во пресред раководството на таа фондација и тие 150.000 евра решив да ги насочиме кон изработка на една студија, меѓународна студија. Тоа за нас како општина не може да, мислиме, многу комплицирано да го направиш. UNDP си го направи на моја иницијатива, значи распиша меѓународен тендер. Словенечка фирма го доби тендерот, 3 месеци шетаа ботаничари и експерти по Беласица, направија студија за валоризација на планината Беласица, што во пракса значише да се заштити Беласица од енормно сечење на дрва и со строго заштитени рајони беа Смоларски водопад, Мокрински извори, Пирго, Колешевски водопад и Габровски водопад. Веќе во соседната општина влегувавме и се стави акценти на Мороспитовско блато. Таа студија требаше само да добие виза од тогашното Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Го поканив министерот, се видовме нивна екипа од министерот, од тогашното министерство, екипа од општината, пробавме да ги вагаме. За жал не наидовме на разбирање дека треба да се стави печат на таа студија треба да се ефектуира и да биде Беласица се заштити онака каква што е од на другите две страни на, значи бугарска и грчка страна. Така, да. Не се случи тоа. Можеби тогаш не било време да се случи, меѓутоа ми е жал што и после 15 години никој не ја извади од фиоката таа студија за Беласица и никој не потегна да го направи. Значи имаше време кое може да се направи тоа. Јас сум особено горд на тој проект. Значи мислам дека тоа е најчовечкиот проект кој сум гостувал во мојот мандат и тука користам ова прилика да ветам на граѓаните дека ќе го најдам и ќе направам се во овој мандат и во пракса, овој проект и во пракса да заживее, со што секако би било огромна заштита на она што го викаме природно убавина и со што се гордее Ново село. Да. Тука ќе ги споменеме, кажевме за младите, за спортот. Колку инфраструктурно општина Ново село може да понуди на младите спорт, рекреација? И тоа е битен дел од социјалниот живот, за да има младите зошто да бидат во општина Ново село. Така, јас пак, значи, таков ние разговорот морам се навртам и на претходниот мандат што сме направиле. Значи, сакам да кажам, иако бев градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз, значи знаев да тропнам на вратите на министерството, тогаш направи блиски релации со тогашниот директор на Агенцијата за млади и спорт и успеав да донесам една низа инвестиции во делот на изградба на инфраструктурни објекти наменети за спорт и рекреација на младите. Тука, сега би ги спомнал, во селото Ново село се изгради спортска сала, се изградија 2 тениски игралишта, во училишниот двор во Мокриво се направи професионално повеќе намојско игралиште, под Беласица тука на селото Борисово се направи фудбалски стадион со трибини за 500
луѓе публика. Так. И речи се по сите училишта, по училишни дворови се направи некакви мали спортски терени. И по селата, во моето Мокриво се асфалтира одбокарското игралиште. Меѓутоа, значи сега се соочуваме со фактот бидејќи не ги нема децата, тие сите објекти, еден добар дел од објектите се празни, за жал се празни. Ете фудбалскиот стадион во Борисово, фудбал не е играно сигурно 10 години, прекрасна инвестиција. Меѓутоа, одливот на младите се го направи своето. Сум среќен што гледам во спортска сала во Ново село веќе има млади деца ентузијасти кои организираат некои турнири, имате во млади женска екипа во одбојка која прави зајавени резултати. Ние мораме да ги одржаваме, мораме да значи веќе во самата кампања доаѓам до оние дечки кои ги водат тие спортови, да видиме што можеме да се ведеме, значи мораме, пак ќе кажам, значи ако едни родители донели план да ја напуштат државата, а нивното дете се врзало за некој спорт, дали е одбојка, дали е фудбал, значи детето нема да сака. Ако не ти сака детето, значи може да е една од причините да останеш да видиш што е, па во меѓувреме да ги подобриме сите услови за живење, па неколку семејства да спречиме да заминат, ќе биде големо богатство за општината. Так. Не ги спомна родителите. Колку што и не, еве, и јас знам да отидам до тие прекрасни села Мокрино, Мокриево, и таму скоро секоја втора куќа е со по еден човек внатре, стари, мајка, татко. Кажете ми, како може да се подобри квалитетот на животот на тие старите луѓе? Старечките домови се некако тема за која не се дискутира многу, за жал, во нашиот регион тука, а мислам дека ни се навистина неопходни. Неопходни се старечки домови, кај нас, бидејќи луѓето немаат социализација, немаат... Сме мала општина, да, така се знаеме. Јас знам дека еден стопанственик во општина Ново село беше и советник на почетокот на овој мандат во општина Ново село, после го напиша советничкото место. Тоа е ресторан Сонце, слободно, не знам дали може да го кажа, дали биде како соевидна реклама на... Го кажав. Го кажав веќе. Истиот стопанственик сакаше да го прошири својот комплекс, да изгради старечки дом. Мислам дека се уште ја води таа желба. Меѓутоа не најде од разбирање на градоначалникот, некој реваншизам, не дојде, значи се уште не е дојден до одобрение за градба. Нема да ги терам причините, веќе би сакал да... Да, но каква би била вашата идеја? Дали ќе инициирате градба на такви старечки дом, да не бидат во приватна? Не сакам сега да обвинувам некого, значи јас ако ги добием мандат и станам градоначалник, тоа би пробал да го исправам, да дојде до тие дозволи, да проба човекот да го издаде, бидејќи навистина е потребно. Кога кажеш старечки дом, тоа веќе се знаеме, тоа е последното општинство. Не е популарно, поготово. Но факт е дека има премногу стари луѓе на кои им треба и помош, и социализација, да не... Значи треба, јас примера, значи можеби треба да пробаме приоритет да не биде подобрување на колективните услови за живење на постојачите пензионери. Тоа го видов пред некој ден кога помина во селото Сушица, каде во мојот мандат изградивме пензионерски дом. И гледам, значи, пензионерскиот дом полно со луѓе си играат карти, шах, си разговараат. Значи, за жал, во општинскиот центар Ново село тој беше изграден пензионерски дом и јас што го изградив во Сушица и на друго место нема изграден. Значи, кога би имал таков, мислам дека и тоа треба да се направи се со цел за тие луѓе кои имаат одбивност кон старачки дом, барем да имаат достоинствено дружење. Ако веќе остана едниот сам да излезе во тоа го и во Самуилово го спомнав некај, ме изненади фактот на бабичка која рече дека ја родена на ист ден со мојата мајка, тоа е значи пред 82 години, и тука имате еден руиниран објект кој е во социјализмот бил како еден културен дом, и он вика игранката вика да ја средите, ние во селото вика немаме вика ни продавница, немаме ништо, игранката да ја средите да може да се седнуваме некаде. Тоа ти го упатува како порака една 80 годишна старица. Да. Значи треба да се замислиме и мислам дека тоа е момент кој треба да ни биде пресуден, дека треба да направиме некои качиња за тие пензионери, бидејќи
менталитетот јас добро го познавам, па јас сум веќе одам на 60 години по полека. Менталитетот на нашите стари луѓе е да си останат дома. Кога ќе им кажеш дека треба да ги носиш во старачки дом, тоа е, значи, емотивно убиство е за нив. Да. И јас како работам во болницата, верувајте, значи, речи си некој непишно правило, значи сите оние стари луѓе кои ги заврши во старачки дом не живеа повеќе од 2-3 месеца. Значи, мислам дека пред се емотивно, после физички го завршуваа животот. Исто така кажавте, да, менталитетот не е така овде. Си сакат луѓето да си останат дома и мислам дека јас така како лична визија е некој да се направи во нашиот подкор, да кажеме, од Мокрно до Околешно, да се направи нокатче каде па и еден превоз да ги земеш луѓето од дома, целодневно се дружат, ама да се вратат вече да си ја преспиват дома, значи малку да си го чувствуваат и она собственото. Има многу варианти. За жал гледам во последно време доаѓаат децата од странство, здравствено им запаѓаат родителите и се почеста е сликата која ги носат своите родители во старачки доми, тука пред се во Струмица, во Банско имам еден. Затоа сум бил сведок на траурни ситуации каде требата нешто да се направи поблиску во тие општини од каде што потекнуваат овие стари луѓе. Се надевам дека доколку ја добиете довербата од граѓаните, дека ќе се заложите и за подобар и поквалитетен живот и на повозрастните луѓе. Пак те зборуваме млади, спорт, да, но и тие се клучен. Старите луѓе кажале многу мудрости, она значи која кажа дека староста е како детството, значи стар човек како мало дете, па можеби така треба да ги третираме. Значи децата што правиме, се правиме градинки за целодневен престој, треба и на стари да ме правиме целодневен престој, нешто како градинки, ама за старите луѓе да може да останат тука, се дружат, па да има можност да се земат по еден обрук, барем по еден ручек, да ги вратиме дома. Таквата некоја визија, мислам дека треба се разгледа, да се испита можноста и да им се помогне на она последните стари луѓе што останаа тука достоинствено да го изгледат крајот на својот живот. Така. Бидејќи тие изградили нашата општина, мораме тоа да го признаеме. Да, во право сте за тоа. Спасов, морам да се навратам, вие сте вработен во здравството долги години. Повеќе од 30 години. Повеќе од 30 години. Што е она што треба, неопходно е да се смени во здравството според вас? Кога сме овдек? Факт е нели дека загадувањето, се тоа придонесува нели се повеќе и повеќе луѓе да се со здравствени проблеми. Здравството, мислам дека кога би почнеме да зборуваме за здравството, до утре ќе се разговараме. Да, треба да проблемите до здравството, значи ако се соочиме со проблемите на онкологија, секојдневните проблеми, значи Но што е она што вие, доколку имате мотиви, ви промениле ваше искуство, ваше видување во однос? Генерално во здравството, значи јас кој во секојдневно, значи во работа во болницата сме го правили како мове, значи основен значи диспаритетот што се направи меѓу приватното и државното здравство. Значи не може некои услуги во државното здравство кои се случуваат за, да кажеме, некои 2000 денари, 2000 евра да бидат во приватниот сектор. Значи немаме контрола на приватниот сектор. Дури мислам дека има некоја непопуларна симбиоза меѓу властите, ајде да не кажам една власт и приватниот сектор, да се уништува државниот сектор, се на интерес на приватниот сектор. Цел респект кон приватните сопоставеници во здравството кои вложиле пари и вложуваат, меѓутоа мора да се има некоја контрола. Имавме некои изјави сега, мораме да го искористиме тоа кога нашнавме тоа прашање. Имавме дека се прават непотребни операции, скоро беше наведено непотребни за операции. Значи, и тоа нели се води процес. Во тој дел значи мора се направи строга контрола на услугите во приватните здравствени институции. А мораме да го подобриме и квалитетот на нашите, на државните, да го намалиме тој одлив кон... Еве сега сакам да кажем од одделот во кој јас доаѓам, без политика, значи веќе втора година не работи компјутерскиот томограф, не работи во Штип, во моментот не работи во Штип, не работи во Гевгелија. Сите мора да одат за Скопје. Скопје не може одговорностите, значи мора да одат во приватните. И значи некако јас не сакам да обвинам менаџери на здравствени домови, на општи болници, на пример. Се нема буџет, еден компјутерски томограф да кажеме некаде
еден просечен компјутер стенографија над 500.000 евра. И сега кој да е директор, од чија да е политичка опција, значи му е проблем да го сервисира, да го одржува. Тоа мора државата да си има, значи ако сме сведоци на толку милиони кои се крадат како криминал и само се нотираат, никој пат не се враќаат назад во нашиот систем, мислам, жално е да не може државата тие делови. Тие мора да се сервисираат. Значи, според мене, еден компјутер стенограф не треба повеќе од еден месец да не работи. Бидејќи сега да се завртиме на делот во здравството во кој јас доаѓам. Затоа сакам да ве прашам дали имате идеја во вашата програма, нели, визија за ние бидејќи се локални избори, ние сме во делот на локалната самоуправа. Што во Ново село така во Ново село се подобри во однос да се вратиме назад во социјализмот. Јас сум роден во здравниот дом во Ново село, значи имаше родилен дом, значи четворица заболекари, амбуланти, здравствено, значи едноставно беше на високо ниво во времето на социјализмот и силувањето на младите доведе, значи, намалениот број, лошото менеджирање со здравството доведе до тоа да се изгуби здравствената услуга во општина Ново село. И мислам дека таму веќе имаме само повеќе имаме театар, мислам театар во делот на организацијата, не во стручноста. Пред секој избори се заговара дежурен лекар, еве сега пред месец дена пак имаме некој дежурен лекар, бидејќи имаме избори. Не сум распрашал како е. Ќе поминат изборите. И пак ќе заврше дежурниот лекар, граѓаните ќе останат без дежурен лекар, ќе чекаме нови избори како популистичка мерка. Значи нема систематско решавање во тој дел. Што треба да направиш? Треба, значи, се направат напори, јас ги разбирам младите лекари. Значи млад лекар, перспективен визионер, не би сакал да се врза за една рурална општина, се гледа напред, сака да се гради. Имаме недостаток кадар за... Имаме лоша организација. Значи јас мислам, имаме една докторка која сака да се врати, моментално е во странство, сака да се врати во амбулантата, на поштената амбуланта во Дражево. Еден период од својот креативен век работела во Дражево. Повеќе е залюбена мислам е залюбена во природата, меѓутоа и ги почитува и ги респектира, вика многу честити луѓе живеат во дел и сакам да работам таму. И сега оваа докторка сака се врати, ние како локална самоуправа треба нешто да направиме. Значи во најмала рака да го изреновираме, таа амбуланта, ако веќе да не ја убиеме желбата која ќе дојде да ја види оваа руина што останала позади неа, значи треба да најдеме. Мораме да соработуваме и со Министерството за здравство, со државните органи. Што јас би направил? Јас би направил, значи, имаше во буџетите на државата замислено, значи, некои дотации за рурални средини, за рурални доктори. Значи матичните лекари тргнаа на капитација, на познатата капитација, прво се изборија за пациенти за да може да извадат средства за екзистенција. Меѓутоа некои делови каде што нема пациенти, треба државата, значи да обезбеди средства, да обезбеди плата за докторот, плата за сестри, некои трошкови, се со цел тој дел да остане покриен, бидејќи се работи за без амбуланти. Јас знам дека има населени места кои нема амбуланти, луѓето мора да доаѓаат. Еве најголемо населено место после Ново село, воопште Ново село е Сушица. Од толкаво село, значи јас 2013 година веќе почнуваше да се затвора амбулантата и веќе, мислам дека 2014 година се затвори амбулантата и никој не отвори амбуланта во селото Сушица. Зградата се распаѓа. Тоа е, значи, пак би рекол, како неисплатливост на потенцијален лекар кој сака да отвори амбуланта во Сушица е неисплатлив. За приватно. Тоа е бизнис и да е неисплатлив бизнис. Меѓутоа не треба. Значи треба да знаеме дека државата не треба да прави бизнис од здравството. Здравството треба да биде услуга. Мора да му исплатлива на лекарот што би се нафатил да работи, меѓутоа треба да биде услуга за граѓаните. Значи државата во такви ситуации каде практички е неисплатливо на лекар да работи, државата треба да смогне сили, да најде средства да му биде исплатлив бизнисот, работењето да му биде исплатливо, а со граѓаните ќе добијат здравствена заштита. Так. Господине Спасов, јас се надевам дека сето ова што го дискутираме, доколку добиете доверба од граѓаните, нема да биде само ветување, туку ќе бидат и дела со кои граѓаните ќе добијат подобар, поквалитетен начин на живот. Морам и ова да ве прашам, како ќе го балансирате ова што е со вработен сте во здравството и доколку добиете, нели, доверба од граѓаните и како градоначалник. Како ќе ги балансирате овие две функции? Тие две функции се диаметрално различни, но главната нитка која пак им е заедничка е
Работењето со луѓе, работењето со и решавањето на проблеми. Значи јас и во здравството сум на работно место каде што ти доваѓаат луѓето со тоа е здравствен проблем веќе, значи а како градоначелник ти доваѓаат луѓето со некој друг вид на проблеми. Ако си скроен, граѓаните ме знаат сакав дека пред се сакаш да му помогнеш на граѓанинот, и го чувствуваш како дека ти е или професија или обврска, тогаш успехот те загарантира. И токму така, тој баланс и таа компарација е во делот на тоа да си ја сочуваш човечноста, да се соживееш со проблемот и да имаш желбата да го решиш проблемот. Така. Не сите проблеми се решливи, значи доаѓаат кај нас во здравство, доаѓаат граѓани со терминална фаза, да кажеме нека неизлечива болест. Тука веќе можеш да не ти се врзани раците. Сигурно ќе има граѓани во општина Ново село кои ќе дојдат со барање кое не може да им го реши. Не може да им го реши, не е во твој доме, значи ќе ти дојде со барање кое е во рамките на министерство, некоја или било што, меѓутоа да го сослушаш граѓанинот, да му упатиш топол збор, да му објасниш, да едноставно те разбере граѓанинот дека си тука да го слушаш и да пробаш да му помогнеш е најголемото богатство и гаранција дека релацијата и активноста со граѓаните ќе биде на искрено ниво. Така. Во однос на Советот на општина Ново село, како е вашата идеја и визија за функционирање на градоначелник и Советот на општина Ново село? Ако не се лажам, во минатиот мандат Советот на општина Ново село беше, мнозинството беше од ВМРО ДПМН. Токму така беше. Јас Како функциониравте тогаш? Јас често пати знаев да кажам дека државата треба да побара да им напишеме лекцијата во средосвет, да им напишеме едно четиво како треба да функционира и држава и било што како гледајќи или користејќи некако пример нас општина Ново село. Значи 2013 година завршија изборите со избор на градоначелник Петар Спасов од редовите на СДСМ. 2009 мислам. 2009 година, извини. Значи како Петар Спасов градоначелник од СДСМ во време на владењето на ВМРО ДПМН, централната власт, и совет со мнозинство на ВМРО ДПМН. Морам да кажам сега да не само фалиме, дека првите 2 седмици ни беа жолчни. Со тензии. Беа тур не се свестиш, мореви јас тогаш на 40 годишна возраст, ти доминирал на партиското. И меѓутоа третата седница веќе седнавме и трезвено да се договориме што треба да правиме. И навистина, значи сакам да кажам и тоа што кажам дека треба да користим за пример, речиси сите одлуки кои носи Советот беа со консензус, беа со 15. Меѓутоа мораш на советници да им кажеш дека сме сите за една цел тука. Мора да разберат дека партиите завршили со денот на изборите. Партиите те донесли до ова врата и до ова столче. И тука треба да сватиме сите, значи советници и градоначалници, дека тука партијата веќе завршува. Сите заедно треба да видиме бидејќи интерес на граѓаните. На крај крајава, значи сега ние во нашите политички програми, предизборни програми, ги имаме истите проблеми. Сите решаваме депонии, сите асфалтираме улици, сите правиме училишта, тоа се. И сега граѓаните бидете ли спремни за да се направи компромис? И покрај тоа што некоја идеја нема да се совпаѓа со вашата идеологија и политиката на партијата од која доаѓате? Јас лично мислам дека би сум докажал тоа не се работи на компромиси, тоа се работи на начин на работа. Пак ќе повторам, партијата, значи која ќе ја отвориш како нов мандатар за градоначелник на општината, со самото влегување, значи може си да на вратата ќе оставиш партијата и треба се влезеш како градоначелник за сите граѓани. Јас сега сакам да кажам дека доаѓам од Социјалдемократскиот сојуз, можеби е подемократска партија, не сакам веќе пак тука да го спомнам партијството, меѓутоа од искуство знам дека од 2009 година, од 2013 година не се соочив со некоја партиска задача која морам да ја избуткам како градоначелник, а да биде наспроти желбите на граѓаните и наспроти одлуките на Советот. Не се соочив со тоа, значи не сакам да кажам, не ми поставила партијата такви задачи. Тоа се осликува и таа тема може да ја нашиме во делот на вработувањата. Јас сакам да кажам, ние во општина Ново село во административната зграда, мислам дека како го добием мандатот, ќе нема потреба од нови вработувања, бидејќи
пропорционално како се намали населението во општината, диаметрално различно, па се зголемија вработените во државната администрација, што е малку чудно. Јас во мојот мандат пополнив само 2 работни места по основно одење во пензија, а после мене се вработија мислам дека околу 20 нови административни работници, што сакам да... Повеќе неопходно. Така, во делот на вработувањето, повеќе вработување идовме во образованието. Јас сум познат по тоа дека одлуката приликом вработувањето ми била пред се, сум се водел од компетентноста и стручноста и квалитетот на кандидатот. Сум вработувал и на конкуренти кои се од другата страна на политичка партија. Може би имало некои префрлување од активисти на мојата партија, меѓутоа секогаш одлугата била вистинска и во интерес на граѓаните и на крајот, веќе на крајот на денот, кога луѓето се оствариле како и го оправдале работното место, сум бил задоволен дека сум ја донесол вистинската одлука и така нема никаква пречка да биде така. Јас сум спремен да работам и со 100% совет на другата политичка партија, меѓутоа си посакувам сепак си посакувам барем да имат некој балансиран однос на советници од двете политички партии. Лично сакам да победи, бидејќи сум предводник на Социјалдемократскиот сојуз, да победи и советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа кој да е исходот, граѓаните ќе добијат вистинска услуга и она како што заслужуваат, Така, без да. политика. Уште за крај само каква кампањата веќе е започната секако, за каква кампања вие се заложувате и каква кампања ќе водите? Па ние со мојот против Каква риторика би била вашата кампања? Подпишавме фер и демократска кампања. Многу е различно од пред 15 на години, значи кампањите веќе поминаат два собери. Јас сум задоволен од представувањето на програмата во културниот дом Ново село. Значи, граѓаните викат на 10 на години салата не била наполната. Изостана тоа носењето од други населени места, од други општини, значи едноставно само се информира граѓаните на Ново село, се информира дека Петар Спасов ќе направи промоција на својата кандидатура, се наполни салата. По другите населени места не можеме да ги направиме оние класични митинзи, со ветувања, во другиот дел, значи сакам да водам и фер кампања, не планирам да водам црна кампања. Некаде морам да го нападнам мојот против кандидат, мислам да ја кажам вистината, например, било кое населено место, што он направил, бидејќи овие избори, јас ги сваќам така и апелирам и граѓаните така да ги сватат на компарација на 2 мандата. Значи да го споредат мандатот на Петар Спасов од 2009-2013 година и на последниот на Ѓорги Божинов. Што има Ѓорги направено, што има Петар направено. И тие да одлучат. Генерално вашите очекувања од локалните избори? Ќе се вратам на првата реченица. Ако дојдов како кандидат за замолница од граѓаните, ако тоа ми беше предизвик, очекувам граѓаните да ја дадат и својата поддршка. Да. Тоа го очекувам. Сакам да ја порачам дека доколку не ја дадат поддршката, мислам дека ќе изгубат граѓаните, а не Петар Спасов, бидејќи не влегувам од мотиви да направам нешто за себе. Сум го докажал тоа во првиот мандат, влегувам со мотиви да го подобриме животот во општина Ново село. Тоа сум го направил последниот мандат со повеќе инфраструктурни проекти, но овој пат главната цел со која влегуваме е да ја вратаме општина Ново село на оној колосек кој ја оставивме. Значи, бидејќи сме навистина скршнати од патот како рурална општина, како општина за развој на руралниот туризам, како општина со чиста еколошка средина, во моментот се соочуваме со општина која може да биде како уништена животна средина. И тоа би значило и крај на општината. И затоа овие избори јас ги сватам како борба за спас на општината, а не борба за власт. Всушност и градоначалничка функција не ја сваќам како власт, туку ја сваќам како сервис на граѓаните. И така треба да биде. Сите оние кои добиваат доверба треба да бидат во сервис на граѓаните. Уште едно прашање кое го поставувам на сите гости кои ми се во тој серијал. Која би била вашата препорака за сите оние граѓани кои имаат изгубено доверба во политиката и политичарите? Па мислам дека и не сакаат да излезат на гласање овие избори. Тоа веќе последното го формулира прашањето за да дадеме одговор, а првиот дел како што беше поставено прашањето, мислам дека не постои обичен граѓанин во Република Македонија кој не изгубил доверба во политиката и во политичарите. За жал, тоа е така. Јас овие локални, мислам и сите локални избори ги сваќам како избори за избор на човек,
а не на партија. Како што кажав, како ние кога треба да ја оставиме партијата на влезот во општината кога станем градоначалник, така и граѓаните треба да се изберат човек кој треба да им ја води. Партискиот дел и политичкиот дел за гласање на локалните избори е советничката листа. Тука може да си го искажеш, меѓутоа во делот на кој сакаш да биде градоначалник, треба да ти биде водилка квалитетот на човекот кој ти е понуден. Во делот како ќе ги убедам овие што не сакат да излезат да гласат. Мојата мисија во оваа кампања е да влезам во секој дом. И тоа го правам веќе во почетокот на кампањата, да ги замолам граѓаните дека треба да гласат за Петар Спасов. Кога го замолиш граѓанот, си взимаш и ветување за решавање некој проблем и му даваш доверба дека ако јас влезам во твојот дом, дека тој кога и да му треба општинскиот центар и градоначалникот бидејќи ќе биде овде. Може да влезе, значи тоа е значи. Пак ќе кажам, нели, да не се надеваме дека сите овие ветувања нема да бидат само ветувања, туку ќе има и дела на терен, доколку секако ја добиете довербата од граѓаните. Господине Спасов, јас ти благодарам на овој исцрпен разговор. Мислам дека голем дел од граѓаните те знаат, но успеавме да ве доближиме уште малку повеќе и како личност и она што го имате и како визија и идеи за во иднина за општина Ново село. На вас ви благодарам за вниманието. Ви одлучувате што ќе се случува на локалните избори 2025. Се гледаме наредниот подкаст. Audio Jungle.